Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за замастување на црниот дроб. Кога и зошто доаѓа до оваа состојба? Што значат зголемени вредности на АСТ и АЛТ? Дали постои специфична терапија за замастен црн дроб? Мој денешен гостин кој ќе ни даде одговори на овие прашања е професор доктор Бети Тодоровска, гастроентерохепатолог од клиниката за гастроентерохепатологија. Професор Тодоровска, добре дојдовте во Добриот доктор. Благодарам на поканата, баш ми е драго што сум повторно гостин во вашето студио. Еве за почеток, кога правиме нели на комплетна крвна слика, секогаш го има АСТ и АЛТ, кога вредностите се помалку зголемени, што значи, но и што значи кога имаме енормно зголемување на вредностите на АСТ и на АЛТ? И па вака, тие ние што ги нарекуваме трансаминази, АСТ и АЛТ, се параметри кои што ни укажуваат дека настанува оштетување на црнодробните клетки, така наречени хепатоцити. Така да кога ќе видиме зголемени вредности, секогаш треба да трагаме по причинителот, што довело до нивно оштетување. Кога се лесно зголемени тие вредности на ензимите, вообичаено е причина која што не прави опсежна атака на тој црн дроб и најчесто тука ги спомнуваме замастениот црн дроб како фактор кој што практично ни дава вакви резултати. Меѓутоа, кога имаме вирусни хепатити, например, како причина за црнодробното оштетување, тогаш може да видиме дури и четвороцифрено зголемување на трансаминазите, значи тогаш настанува една вистинска деструкција на тие хепатоцити ради таков вирусен причинител. Сега споменавте нели дека може нели од вирусно или од хепатит, меѓутоа зошто доаѓа до замастување на црниот дроб? Кои се оние ризик фактори кои што може да бидат причина за оваа состојба? Замастувањето на црниот дроб може да биде причината од многу бројни фактори. Пред се тука секогаш го таргетираме оној термин на порано се нарекуваше неалкохолна масна болест на црниот дроб, сега сменете називот, се нарекува метаболно асоцирана масна болест на црниот дроб. Меѓутоа, не само метаболно асоцираната масна болест, туку има и други фактори, например и консумацијата на алкохол, која што го оштитува црниот дроб, односно алкохол како фактор, кој што го оштитува црниот дроб, првично дава знаци за замастување, па потоа тоа замастување преминува во фаза на воспаление или хепатит, што го нарекуваме, и ако продолжи консументот со своите навики, практично доаѓаме во состојба кога веќе настануваат и по-големи оштетувања на црниот дроб, кои што ги нарекуваме фиброза или олузнување кога настанува на црниот дроб и дефинитивната цироза како терминален стадиум на една црнодробна болест. Јас да ги повикам нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка, доктор Тодоровска. Кога во таа крвна слика, нели што ја споменавме, гледаме дека има зголемен холестерол, зголемени триглицериди, дали тоа всушност значи дека ќе имаме изголемени АСТ и АЛТ вредности? Па да, многу често се случува да тие пореметување на тој липиден статус или хиперлипидемија, како ние стручно го нарекуваме, биде еден од факторите кои што ќе доведат до замастување на црниот дроб. Не се само маснотиите, многу често шеќерот е тој кој што игра улога тука. Значи, дали веќе имаме дијагностицирана болест како диабетес мелитус тип 2 или пак имаме се уште една претходна состојба кога постои инсулинска резистенција, значи сите тие фактори на еден нарушен гликемиски профил може да доведат до замастување на црниот дроб. Најчестите фактори се тие за оваа метаболно асоцирана масна болест на црниот дроб. Дебелината како фактор е особено важен предиктор за појава на оваа болест, па така и
практично во западниот свет веќе има и бројки во колкава застапеност е стеатозата, така наречена, или замастен црн дроб кај обезната популација, значи се среќава дури и кај до 47% кај оние пациенти, тоест оние лица кои што се надхранети или обезни, а дури до 90% кај екстремно обезните лица. Во овој контекст претнели да ги вклучиме нашите гледачи, кога збориме за обезноста, имајќи ги во предвид бројките што ни излегуваат од Институтот за јавно здравје, како е кај детската популација, колку имаме многу обезни деца, дали тоа значи дека уште во детска возраст може да се соочат децата со замастен црн дроб? Да, тие се загрижувачки податоци кои што и на светско ниво и кај нас веќе излегуваат дека може би над 20% од детската популација веќе е или надхранета или обезна и има ризик од развој на ваква масна болест на црниот дроб. Зошто го потенцираме тоа кога се појавува во детска популација? Бидејќи важна е долготрајноста на болеста која што перзистира. Значи, ако тоа се случило на возраст, да речеме, од 60 години, тогаш нема период доволен за да се развие таа терминална црнодробна болест. Меѓутоа, дете од 6 или 7 години, така, кој што животот е пред него, значи ние ќе се соочиме некаде на негова 30 годишна или 40 годишна возраст веќе со развиена една напредната црнодробна болест во услови кога, доколку за цело време во континуитет тој бил покрупен, дебел, да не кажам, со висок килограми, со зголемена телесна тежина и сигурно пореметени и масноти и шеќер, и сето тоа на крај резултира со една хронична црнодробна болест. Так. Пред да продолжиме, имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Се работи за ќерка ми, возрастна е, повозрастна. Често пати има болки во стомакот, дуење и многу е тврд стомакот. Се жали на болки околу папукот. И сега дали негде на Фейсбук или рекле на работа, можно е да не ти работи доволно добро јетрата, црниот дроб. Па сакав мислење од докторката. А дали има направено... Значи и тврд стомакот? Так. Дали има направено преглед или одреден... Нема, јас си викам и за на гастро и се жали од желудникот, ама она е многу плашлива, воопшто не сака да иде на прегледи. А многу користи суплементи на своја рака. Така јас ви благодарам многу за јавувањето. Колку црниот дроб, односно колку други црева, ТВ, дебелото, тенкото може да прават ваква состојба, како што каже нашата гледачка? Добро, видите, болката абдоминална е еден симптом кој што може да биде предизвикан на вистина од многу бројни или болести или состојби, некогаш дури и да нема конкретна болест, него тоа повеќе да е врзано и со стресна состојба и така натака. Значи, сепак е потребна една детална евалуација, пред се да се тргне од една поопширна лабораториска анализа, да се види дали има некакви пореметувања во тој дел, да се направи некој од тие ние што ги нарекуваме имиджинг методи, значи ултразвук првично, ако има проблем со цревата, да се направи евентуално инвестигација во смисол на цревото и да се утврди која е причината за болката. Црнодробните болести генерално не болат. Значи тие се најчесто значи најчесто тоа е асимптоматска болест која што практично пациентот не е ни свесен дека нешто има било какво пореметување со црниот дроб. Меѓутоа еве да се надоврзам на нашата гледачка, она што го спомена дека ќерката земала многу суплементи на своја рака, а знаејќи дека црниот дроб не е најголем орган, меѓутоа и лабораторија која што преработува токсините, што значат еве толку многу суплементи кои можеби не знаеме зошто ги пиеме? Тоа е навистина веќе се поактуелен проблем што се случува и се почесто и ние во секојдневната пракса среќаваме медикаментозно оштетување на црниот дроб. Тоа
слушање од еден на друг, комшивката ми кажа или да прочита било што, било добро за цревата, било добро за прочистување на црниот дроб или било што, значи сето тоа ги доведува пациентите во ризик да направат едно медикаментозно оштетување. Меѓутоа, сето тоа сепак кога се случува, имаме лабораториски параметри кои што ни укажуваат на такво нешто и ние кога ќе исклучиме било, мислам, се она што друго може теоретски да доведе до такво нешто, на крај, ако не најдеме причинител, останува дека сепак тие медикаменти може да се причина за црнодробна. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Водителката и докторката. Благодарам. Сакам да се јавам да прашам за син ми. Мислам, сите теми што ги додирна докторката апсолутно не допираат и нас. Син ми беше 16 години, 4 пати прележа COVID-19 и после COVID-о, кај него вредностите на АСТ и АЛТ дојдеа до некаде 169 со 119, мислам дека беа. Така. Инаку тврдиме дека се покачени вредностите, како што спомна и првата гледачка, кај него се јавија многу чести столици, течни столици и цело време одевме на испитување на цревата, на бактерии, на глутенска, безглутенска исхрана, значи таму загубивме некаде 6-7 месеца. Он е дете со аутизам, мора да користи често суплементи, мислам задолжителни суплементи. По отсредувањето веќе скоро година имаше откако ние лутавме по тоа да најдеме што е извора на тие течни столици, кај него АСТ и АЛТ веќе знатно се зголеми. После почнувањето, значи се јави и обезност, тоа што беше постојано уморен, лежеше, не се движеше, се јави зголемување на тромбоцитите, се јави пореметување на тироидната жлезда, значи неговиот тироид беше 6, нешто, значи целокупен дисбаланс на организмот ни се јави. По утврдувањето на првичниот проблем, дека јетрата џигер уствари проблем за сите овие симптоми и состојби на детето, значи почнаме со лекување, пробаме да лечеме обезноста и он со една година пробаме со исхрана, значи апсолутно смениме целокупна исхрана, а се што е со бел шекер, бело брашно, се е тоа исфрлено, со нутриционистичка почнаме, но после тоа почнаме сами да ја водеме, значи само зеленчук, овошје, течни сокови прима многу. И сега прашањето ми беше, он ослабе за една година, значи ослабе од 135 кила, сега е 70 килограми, а се се вратија веќе во нормалата, тироидо без примање на еуротирокс ми се врати во нормала, значи сега му е 2. И сите тие параметри се вратија во нормала. Која ви е дилемата што сакате да ја прашате нашата гостинка? Да прашам докторката. Он примаше силимарин, пошто на силимаринот стоеше дека за деца е дискутабилно дали да се користи. Он почна да го користи од 16 години и сега вредностите веќе не се во ред, меѓутоа мене од страв повремено му давам. Ние одевме со силимарин форте, саба или навечер. Сега, јако се вредностите добри, ја уште му давам по едно. Да, сакате да знаете дали може да продолжите така. Дали и колку време, без некои контраиндикации, може да се користи силимарина. Така, јас ви благодарам многу за јавањето, малку беше подолго ни објасни нашата гледачка. Благодарам за прашањето. Добро, убав пример и се тоа што го кажа практично и од нејзината пракса која што го доживеала е убав пример да точно да се посочи дека токму она од кога почнале да се придржуваат кон тој хигиено-диететски режим и кога ја намалиле телесната тежина, практично и црнодробните ензими се нормализирале. Ковидот како ковид, значи како било која друга вирусна инфекција може да доведе до пореметување на црнодробните ензими, меѓутоа тоа е минливо.
Значи, кога ќе заврши вирусната инфекција, би требало да се нормализираат и ензимите. Подраматично зголемување може да дојде во случај кога има веќе преегзистирачка црнодробна болест. Како што веројатно било случајот и тука, сигурно детето веќе имал замастување на црниот дроб поради таа зголемена телесна тежина и кај него поизразено дошло до пораст на тие црнодробни ензими. Со корекција на исхраната, со корекција на начинот на живот, практично сето тоа се нормализирано. Сега во вакви услови нема потреба да се додаваат дополнителни суплементи, дополнителни силимарино, значи тој се води како хепатопротектив. Да, ние го даваме во услови кога има зголемена ензимска активност. Меѓутоа, се нормални вредности. Меѓутоа, кога се нормални, апсолутно нема потреба да се користи, така да јас им советувам да си продолжат со по овој пат што тргнале, на добра патека се, да си се придржуваат до тој хигиено-диететски режим и мислам дека нема да има нема потреба да продолжува со терапијата, така. Да вклучиме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до емисијата, прекрасно ви е. Ви благодариме. И јас сакам да прашам за едно 6 годишно дете, само не слушав добро, може ќе го повторам прашањето од претходната гледачка, ама не слушав добро на телефонот. Добро. Значи имам 6 годишно дете кое веќе година и пол исто така ензимите се му покачени, значи направени редовно идеме на контрола на гастро, на клиника, на детска клиника. Значи направени се сите испитувања и за Вилсонова болест, и за хлориди во пот, генетски испитувања, значи се е нормално, а детето има покачени ензими. Значи, нека да му пие урсофал со септември, значи вишем 6 месеца редовно и никако не можеме да ги нормализираме. Само да ме прашаме се, телесната тежина дали е... Значи детето е 6 годишна возраст, има 25 кг, значи он е нормална телесна тежина, 2 пати направено ЕКО, значи нема замастување на црниот дроб, нема ништо видливо. А кај нас се покачуваат ензимите. Сакам да прашам докторка да дали може да биде поврзано со нешто, например, он има шум на срце, втора на шеста. Дали едино само тој не остана нешто. Така е, да, ве разбравме, да. Јас ви благодарам многу за јавањето. Ова е навистина мало дете. Да, ова е мало дете, колку што кажа гледачката, направени се многу бројни испитувања и за ретките болести, да, како и за што ја ретки слушнав. болести. Значи секогаш кога имаме такви ензими зголемени кај дете, кога не очекуваме практично доколку не е крупно, не е, мислам си има нормален раст да се тие зголемени, треба секогаш да помислиме и на она што спомна Вилсонова болест, тоа е пореметување на метаболизмот на бакар, што може да биде непрепознаено претходно. Меѓутоа, таму кај нејзе, колку што кажа, се исклучени тие фактори. Веројатно се исклучени и автоимуните причинители, затоа што и тие на детска возраст може да дадат зголемување на ензимите. Е сега во однос на таа срцева мана која што ја посочи, па да, тоа е срцева мана која што ја има веројатно детето. Може да има некогаш реперкусија самото тоа што практично има заостанување на крвта према црниот дроб, тој може да на некаков начин оттекува, ние што викаме да доаѓа во хепатомегална форма и да се прави еден вид на застој, па да се покачуваат ензимите. Може да биде една од причинителите. Во случајов, со оглед на тоа што се друго е исклучено, може и за тоа да се работи. Да, може би треба и тие испитувања да ги направи. Евентуално сега не прашавме, меѓутоа колку промена на хигиено-диететскиот режим може да им помогне. Па да, они треба да пробаат во секој случај. Мислам, јас верувам дека бидејќи одат на клиника се советувани и како да се хранат, така да мислам дека сите тие чекори веројатно се поминати. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ден. Добар ден, повелете. Тука е жена од 50 години. Да. И имав замастен црн дроб од пред 5-6 години. Добро. Пиев силимарино, што е 2-3 години, и после тоа ми го препиша епри да го пијам. Добро, тоа е лек за масноти, што ви да. Да.
И Добро. сега викат нон-стоп тие треба да го пиеш. Како? Дека нон-стоп да го пијам тие. Добро. А јас, еве, холестеролот ми е намален. А дали вредностите на АСТ, на АЛТ ви се нормализирани? АЛ30, да. Тие ми се нормализирани. Добро, а имате проблем со шеќерот? Поправена. Што е многу поправено? Да, бе, поправена многу, 92 кила, сега сум до 82 веќе. Така. А дали имате проблеми со шеќерот? Не. Така. Со шеќерот немам. Добро. Само тогаш го мислам следам 2 пати годината го снимам црниот дроб, мислам на абдомен се правам и холестерол на црниот дроб ми најдоа некоја дамка, прво ми исплашија ми рекоа дека некој карцином нешто. Па на магнетна ме снима и ми рекоа некоја дамка сега сум имала. И следам 2 пати годишно се снимам, ама важното ми е намален холестеролот, а вамо апчиња пијам нон-стоп. Добро. Така, Благодарам јас за ви благодарам прашање. за јавувањето. Очигледно кај пациентката, кога дошло до зголемување на ензимите и кога бил детектиран тој замастен црн дроб, тогаш она имала и зголемена телесна тежина и имала зголемени масноти. Сега во моментот маснотиите и се нормализирани како резултат на терапијата. Так. Не можеме да знаеме дали доколку ја прекинеме терапијата, повторно тие нема да се зголемат. Со оглед на тоа што изгубила околу 10 килограми за последната година, според она што го кажа, можеби и веќе ќе влезе во фаза кога тие и самите ќе се нормализираат, така да може да направи прекин на терапијата со тој статин, ние што го викаме, и да се види дали ќе има евентуално нормализација, да останат тие вредности како што се сега нормални или повторно ќе пораснат. Во случај да пораснат, тоа е знак дека она треба да биде на долготрајна терапија со статини. Во однос на тоа што и било видено замастувањето на црниот дроб, долг е малце процесот додека тие масноти не се исчистат од црниот дроб и не се воведе во една нормала. И она што го спомна, исто така добро да го посочиме, таа дамка што кажува, значи секоја ваква метаболно асоцирана масна болест на црниот дроб практично треба да се евалуира будно, затоа што може да биде фактор на ризик за развој на хепатоцелуларен карцином. Токму таа дамка што се посомневале, било веројатно и инвестигациите што биле назначени, биле во таа насока, значи треба да се направи тогаш и компјутеризирана томографија, евентуално магнетна резонанца, да се видат туморските маркери, дали се работи за лезија која што е од малиген карактер или за некоја можда бенигна лезија. Така. Пред да вклучиме други гледачи, сакав да ве прашам, доктор Тодоровска, еве споминавте дека нели диабетот и одредени други заболувања може да бидат причина за да дојде до замастување на црн дроб. Меѓутоа, од друга страна, кога замастувањето на црниот дроб може да биде причина за влошување на одредени кардиоваскуларни и други хронични заболувања? Сега тоа е едно врзано коло. Практично пациентите кои што имаат метаболно асоциран масен црн дроб имаат и еден така наречен метаболен синдром. Тој метаболен синдром практично е еден, да кажеме, збир на повеќе пореметувања, може да има пореметување на масноти, на шеќер, може да има зголемен крвен притисок, така да во овие услови секогаш треба да правиме соодветна евалуација на срцето, треба да правиме евалуација на бубрезите, меѓутоа и на другите органи, посебно штитна жлезда, да видиме. Значи, метаболниот синдром како таков може да предизвика проблеми и со другите органи и системи. Значи, не е само стеатозата како таква, односно масниот црн дроб, туку тоа е една како мултисистемска болест. Така да тие пациенти, кога
ќе дојдат во ситуација да развијат и една понапредната црнодробна болест, па дури да имаат потреба и од трансплантација, затоа што сега во западниот свет метаболно асоцираната масна болест на црн дроб веќе избива скоро на прво место како причина за трансплантација, што порано не беше така. Порано водеа алкохолот и вирусните хепатити. Меѓутоа сега веќе со овој наш седечки начин на живот, без физичка активност, со многу голем калориски внес, практично ја издига оваа болест на прво место како причина за трансплантација, меѓутоа и исходот после трансплантацијата кај овие пациенти може да биде дискутабилен токму поради овие сите пропратни болести што ќе ги имаат на срцето, на бубрезите и така натака. Така да тие се многу покомплексни пациенти за разлика од и како што кажавте, тоа е едно врзано круг е тоа. Да. Така, имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака до докторката едно прашање. Лани ми испитуваа, ми најдова гама глутамилот, ми беше зголемен на 710. Докторот ми препиша, више 9 месеци пијам урсоприл. Сега скоро правевме испитување до 350 и од 350 неќе да таѓа, па ме препрати на имунобиологија, ми земава крв во понеделникот, што треба 3 недели да се испитува. Иначе алкохол 7 години не консумирам и прашање до докторката што значи тоа гама глутамил на цигарата. Така ви благодарам многу за јавувањето. Благодарам на прашањето. Овој ензим ние го викаме гама-гете, значи е ензим кој што може да се зголеми при црнодробните болести, меѓутоа ако е изолирано зголемен, само тој без останатите трансаминази, повеќе не упатува кон алкохолна консумација. Значи тој секогаш се зголемува во такви услови, така да ни е еден од параметрите според кој што следиме дали пациентот се откажал од консумирање на алкохол. 7 години, меѓутоа дали после тоа може значи чудно е да биде само тој изолирано зголемен, вообичаено одат и АЛТ и АСТ во пораст, доколку веќе има понапредното оштетување. Меѓутоа како и да е овие автоантитела што му ги дале да ги направи, треба да се направат, можеби се крие и некоја друга автоимуна болест тука. Да. Во секој случај ќе почека како што кажа 3 недели, па ќе се знае која е сушност дијагнозата. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и имам едно прашање ако може да ме одговори. Повелете. Вака, добив ли имам сега алкохолна цироза. Добро. И со теко на времето се оправив, се добив си на килажа, нормално, се добро, ехо добро, крвна слика добра и сакам да ја прашам докторката, правев и колоноскопија и гастроскопија. Добро. Добри се и тие наводи. И сакам да ја прашам дали може да се обнови джигерот и да регенерира. Така. Пошто параметрите не се добри. Така, и аз ви благодарам многу за јавувањето, ве спомена алкохолна цироза. Да. Благодарам на прашањето. Црниот дроб има огромна регенеративна способност. Тој може да се обнова, меѓутоа оној дел кој што не е дефинитивно оштетен. Онаму каде што веќе настанале фиброзни промени, тамо корекција во тој дел не е можна. Така да пациентот има веќе дијагноза на алкохолна цироза. Сега враќање назад од таа состојба практично нема, меѓутоа целта е да не дозволиме да оди понатака во уште поголемо оштетување, затоа што и цирозата како таква има стадиум на компензација, кога сите параметри се уредни, како што кажува тој, и лабораторија, и на ултразвук нема веројатно ниту слободна течност во абдоменот, тоа ни укажува на една компензирана фаза, која што може да трае дури меѓу 10 и 12 години. Меѓутоа, најчесто враќањето на навика со алкохолот ги воведува во фаза на декомпензација,
кога се јавуваат компликации од цирозата, е веќе кога ќе влезат во тој стадиум, од прилика прогнозата е околу 2 години на преживување доколку не се направи трансплантација. Меѓутоа и трансплантација кај оваа група на пациенти треба да се земе во обзир алкохолната консумација, значи сепак треба да имаме период на абстиненција за да повторно не се врати на таа навика и од која ќе се направи трансплантација. Да, тогаш затоа што ќе биде безпотребна трансплантацијата доколку продолжи со алкохол. Доктор Тодоровска, нели споменавме АСТ, алти ако се зголемени, замастен синдром. Меѓутоа тоа ги гледаме кога ќе анализираме лабораториската анализа. Кои се симптомите кои што укажуваат дека можеби станува збор за замастување на црниот дроб, па да се направат нели дополнителни лабораториски? Во однос на симптоми, доколку мислите дали пациентот ќе почувствува нешто, многу ретко се јавуваат некои специфични симптоми кои што ќе ги натераат да побараат лекарска помош. И претходно спомнав дека црнодробните болести најчесто се асимптоматски доколку не дојдат до онаа терминална фаза кога се појавуваат компликации. Она што единствено може да биде како некаков симптом е можеби некоја нелагодност под десен ребрен лак да чувствуваат, замор, малаксаност, значи неспецифична симптоматологија што најчесто и не ги тера да побараат лекарска помош. Од кога ќе се направат анализи, тогаш ќе се увиди дека имаат масен црн дроб. Меѓутоа, например, еве матичните лекари секогаш треба да имаат во обзир дека пациентите кои што имаат дијабет, кои што имаат, например, зголемени масноти од било која причина, може и вродено да имаат некој недостаток. Значи, тие пациенти треба да ги испраќаат за евалуација, односно скрининг за постојање на тој масен црн дроб, затоа што тој, доколку перзистира долго време, веќе ќе прогредира. Тоа и сакав сега како следно да ве прашам, колку време е потребно замастен црн дроб да премине во цироза или пак воопште полошото да премине во карцином на црниот дроб? Да. Она што е добро, што се ова не се случува преку ноќ. Значи, треба навистина многу години, можеби и над 20 години, да имаме присуство на одредена состојба, на еве вакво замастување. Сега, тука имаме една, да речеме, следен степен на оштетување, што се нарекува воспалителна болест, ние го нарекуваме стеатохепатит. Одреден процент само влагаат во тоа ниво, за среќа сите со масен црн дроб не влегуваат во таква форма на стеатохепатит. Кај нив, доколку имаме перзистентен пораст на тие ензими кои што дури се и над 100, меѓу 100 и 200, вообичаено е таа вредност која што е на трансаминазите, тие треба да бидат будно евалуирани за да не прогредираат кон фиброза и кон цироза. Значи, збориме за еден долг период од повеќе можеби од 20 години, но во секој случај најризични пациенти се дијабетичарите и оние кои што се обезни и имаат зголемени масноти. И бидејќи и во одговорите неколку пати споменавме колку е важен хигиено-диететскиот режим, меѓутоа постои ли специфична терапија за замастен црн дроб? До минатата година немаше ниту еден откриен лек кој што е одобрен за овој ентитет, да кажеме, за оваа црнодробна болест. Во 2024 првин Американската асоциација, после и Европската, практично мислам регистрира лек кој што е наменет за болни кои што имаат ова што го спомнав, замастување со воспалителна компонента, значи стеатохепатит. Меѓутоа и тука треба точно одбирање на пациенти кои може да влезат во третман, кои не може. Тој лек кај нас се уште не е достапен, одобрен да е на ниво на Америка и Европа, меѓутоа ние се уште го немаме и веројатно кога ќе се регистрира кај нас, после ќе можеме и ние да ги третираме тие пациенти
работи кои што... Меѓутоа, претпоставам дека она што им го кажувате... Меѓутоа, основно е за ваквиот тип на заболување на црниот дроб е хигиено-диететскиот режим. Практично се смета дека намалување на 10% од телесната тежина веќе ги нормализира најголемиот дел од лабораториските параметри кои што биле пореметени кај пациентите. Значи, она што е важно да имаат барем 3 пати неделно физичка активност, да имаат помал калориски внес, да не внесуваат шекери, а алкохол посекако не треба да се внесува, а кафето е протектор во однос на масниот црн дроб. Значи позитивно, штити. Да, кафето штити. Значи од една страна ако вела дека може да пречи на притисок, да. Значи во овој случај Меѓутоа за црниот дроб кафето има, да речеме, заштитно. И како што споменавте, промена на начинот на исхрана со поголем внес на овошје и на зеленчук. Да, така е. Времето на денешната емисија ни помина. Доктор Тодоровска, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што ве зборувавме за оваа тема која што е многу честа. Претпоставам дека и вие се соочувате со голем број на пациенти во вашите амбуланти, меѓутоа и советите кои што ни ги дадовте се со цел да го заштитиме, како што велиме, најголемиот орган во нашето тело. Ви благодарам за поканата, па се гледаме во друга прилика. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно во понеделник во истото време. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.